Новиот шеф на стручниот штаб на ГФК Тиквеш, тренерот Лјупчо Димитковски Гањо, вчера на градскиот стадион во Кавадарци ја направи првата прозивка на 25 фудбалери. Овде беа и фудбалерите од младинскиот погон на ГФК Тиквеш. По кратката средба со упасвата за работа во сезоната што следува, започнаа тренинзите. Кавадаречкиот фудбалски клуб ќе настапува во втората фудбалска лига Исток и ќе биде еден од кандидатите за влез во првата фудбалска лига. На првиот тренинг беа присутни засилувањата во тимот како Адриан Чаволи, Александар Игески, Дарко Дигаловски, Александар Вареловски и повратникот во екипата Васко Митрев. Се најавуваат и дополнителни засилувања. Зацега тренинзите ќе се одвиваат во Кавадарци, а подготовките ќе бидат направени и во Маврово, како што најави председателот на управата на ГФК Тиквеш Миле Масларков, нешто по 18 јули ова година. Еве што забележавме на градскиот стадион во Кавадарци. Амбициите на клубот, ви ги кажав пред тоа. Амбициите се прво место на клубот. Затоа клубот се ангажира и донеси некои играчи, но не е тоа доволно, ќе донесиме уште некои. Направиме некои промени во стручниот штаб. Нов шеф на стручниот штаб е Лјупчо Димитковски. Ќе му помагат Мојсов и Ристов. Тренер на голманите Георгиев. Тука мислам ќе иде и шеф, кога е слободен. Тоа ќе биде стручен штаб што ќе работи со вас. И значи респект спрема нив. Сакам да се спремите, да се подготвите и го дајте максимумот што можете да го дајте. Не бараме над максимум, него максимумот. Чим ќе го дајте максимумот, ја мислам дека ќе оствариме целото. Мислам дека имаме екипа за прва лига, оваа екипа искусна со млади играчи, со поискусни играчи и ќе задоволиме потребите на градот, на градоначалникот, моите и на граѓаните во Кавадарци. Недисциплина нема да толерираме. Недисциплината ќе биде санкционирана. Првиот пат, а вториот пат правец дома. На 18 ќе одиме на припреми у Маврово, до 18 тука се работи. Припремен период, заборавите ноќниот живот. Сакам максимум да се посветите, да се спремите. Право да ви пожелам среќа и здравие на сите у стартот на подготовките. Што се однесува до припремниот дел, како што кажа председателот, значи еден дел ќе се одвива у Кавадарци, после имаме едно 7-8 дневни подготовки у Маврово. Повеќе ќе обрнеме внимание у фудбалскиот дел на физичката припрема и на тие техничко-тактичките поставувања кои што ги согледаме у текот на претходната полусезона. Оваа екипа не е случајно правена, значи немој да мислите некој што е тука оставено што е убав. Значи екипата е селектирана, некои играчи се испуштени, некои си отидоа по своја волја, значи секој што сака да си оде нема да биде задржан. Сите што сте останати тука сте селектирани според учинокот кој што е даден до сега и новите што се дојдени според тоа што сме го согледале никај стручен штаб, заедно со управата се ангажирани. Што се однесува до дисциплината, значи тие работи ќе ги решаваме тековно преку тренинзите и преку разговор. Пошто сите сте дојдени фудбал да играете тука, а не сте дојдени ноќниот живот да го развивате, а тоа минатото не било непознато за многу од вас. Немој да мислите дека негде се скриете или ова или оноа. Сега да не правиме банални муабети што викат срби, што би било кад би било. Посветите се, че имаме тежок припремен период, за да ни биде полесно у првенството. Значи, че има трка и тоа доста километража, која што треба да направиме каја база да ви биде и после тоа се сите тие финеси кои што треба да ни дадат една предност пред другите противници, за да имаме полупозиција и сите што ни амбицијата за тоа прво место и влез у првата македонска лига. Според играчите, според условите што ги имаме, тоа ако некојаш било далечно, сега е многу близо. Али најголем дел зависи од вас. Значи ние може да зборуваме тук колку што сакате, може да ве тренираме и 2 дена, ако не се одморите кај што треба и ако не се посветите на тоа што сте се одлучиле да играете, ништо не правиме. Сите проблеми да ги решаваме тука заедно, значи да не разбираме проблеми таму по кафичи, по кафениња, по улица. Кој има проблем, тук сум јас ако во фудбалскиот дел, имате луѓе кои што се присутни тука и повеќе од тоа што треба. Значи сите проблеми се решаваат у канцеларијата, а не у кафичите таму. Значи секој незадоволство или било какви проблеми.
Пак да ви пожелам среќа и успех и здравје, па здрави живи кога ќе почне првенството, да покажеме што и колку сме изработили во овој дел.